Поштувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Тридневен штрајк започна судската администрација во Основниот суд во Кочани, како дел од најавените протести во цела Македонија. Вработените бараат враќање на старото работно време, зголемување на платите и ослободување од задолжителното тестирање што го наложи владата. Синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судска администрација во Македонија започнаа тридневен целодневен штрајк како продолжение на предупредувачкиот штрајк од декември минатата година. Штрајкувањето се одвива во објектите во кои службениците работат, а во периодот од 10:30 до 12:30 часот протестот ќе биде пред судските згради. Синдикалните представници велат дека биле трпеливи во очекување да се реализираат ветувањата по одржаната средба во Министерството за правда, на која било договорено работна група да изготви предлог текст на Законот за судска служба. Во меѓувреме договорениот рок за постапката поминал, а тие не добиле никаков одговор од Министерството, па сега со штрајкот имаат и дополнителни барања. Значи сега се бара измени на Законот за судска служба, кој што, како кажавме, има многу противуставни одредби, рестриктивен е и неприменлив во најголем дел. Бараме зголемување на платите, бараме да не ги исплатат ветените 5%, кои требаше да ги исплатат во октомври 2013 година, го пролонгира рокот, бевме стрпливи, но сега ги бараме тие 5% и бараме измена на работното време, враќање на работното време од 7:30 до 15:30 часот. Над 80% од вработените во судската администрација добиваат плата што е под просекот во Република Македонија, односно пониска од 22.000 денари. Освен овие барања, штрајкувачите исто така очекуваат тестирањето и оценувањето на нивната работа да биде според мерливи критериуми. Според Тасева, обструкции во штрајкувањето нема, иако во некои судови имало мал одзив на вработените. Имам информации за во истокот и за во цела Македонија, значи секаде е добро. Освен во Кочани имат мала излезност, инаку во другите судови е скоро 100%, значи и таму е истото. Тие остануваат тие службеници кои што морат според законот да работат. В петок вработените во судската администрација ќе заминат за Скопје, каде ќе се одржи заеднички штрајк со вработените во управните органи. Според законските обврски во деновите додека се штрајкува, во судовите ќе се работат само итните и притворските предмети. Под контрола е состојбата со водостојот на браните Калименци и Градче, велат од АД Водостопанство подружница Брегалница Кочани. Во последните 48 часа на прелив е само браната Градче. Со смирување на дождовите изминативе денови се смири и состојбата со евентуалните поплави и изливање на браните Калименци и Градче. Калименци во моментов не е на прелив, а за тоа има уште само 5 сантиметри, информираат од АД Водостопанство подружница Брегалница Кочани. Од браната преку хидроцентралата се испуштаат 19 метри кубни вода во секунда, а дотокот е помал и изнесува 15 метри кубни во секунда. Што се однесува пак за браната Градче, таа е на прелив од 0,9 метри кубни вода во секунда. Тука дотокот е 2 метри кубни вода во секунда, а преку темелен испус се испушта 1,1 метри кубни вода во секунда. Инаку, состојбата и понатаму будно се следи на критичните места кои беа погодени, кај Чифлик и Теренци, како и кај Уларци и Чешиново Облешево, каде што најголем дел од земјоделските површини беа поплавени изминатата недела, кога дождот направи проблем и дојде до излевање на браните. Во ваква состојба браните се во последните 48 часа и е непроменето. Каква ќе биде состојбата понатаму ќе зависи од временските услови во наредните денови. Општина Кочани планира да потроши над 250.000 денари за врсување на просториите што се во нејзина сопственост. Јавниот повик за прибирање понуди е веќе објавен и по изборот на изведувач, врсувањето ќе се изведува според потребите во текот на годината. Локалната самоуправа на Кочани ќе ја освежува внатрешноста на просториите што се во нејзина сопственост, за што планира да реализира врсување. За оваа активност е предвидено од општинскиот буџет да се наменат над 250.000 денари, како дел од ставката за поправки и тековно одржување на имотот. Се работи за простории што се наоѓаат во зградата на локалната самоуправа, но и за оние на местните заедници во населените места, како и за салата во објектот на мултикултурниот центар.
Во предвидените трошоци влегува набавка на боја и врасување на ѕидовите со површина од 1300 метри квадратни, како и чистење на стариот малтер, рамнење и глетување на ѕидовите на по 400 односно 600 метри квадратни. Дел од парите ќе се наменат и за купување мрсна боја за премачкување на ѕидови во дел од просториите на површина од околу 150 метри квадратни. Со техничката спецификација на објавениот јавен повик за избор на изведувач на работите не се вклучени училиштата во општината. Тоа значи дека тие засебно ќе треба од своите сметки да обезбедат средства за ворасување и одржување на просториите во кои се одвива наставата, како и во оние во кои престојува персоналот. Инаку варусувањето на просториите чии сопственик е општината ќе се одвива сукцесивно во текот на годината, односно во зависност од потребите, а согласно програмата за уредување на градежното земјиште за 2016 година. Со настап на хорот и оркестарот на училиштето под диригентство на професор Тодор Филипов, како и со положување цвеќе на бистата на патронот, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов го одбележа патрониот празник. Ученици и менеджерскиот тим на училиштето, членови од семејството на патронот, како и представници од Сојузот на борците и од локалната самоуправа на Кочани, по повод патрониот празник на училиштето положија свежо цвеќе на бистата на Лјупчо Сантов во паркот на Револуцијата во Кочани. Училиштето може да се пофали со доста успешно завршени проекти досега, како и со добиени награди на учениците на државни и меѓународни надпревари. 32 паралелки, 720 ученици, 53 наставници и вкупен колектив од 60 навработени заедно со стручните служби и техничкиот персонал. Работиме во реновирана зграда на задоволство и на учениците и навработените. После 50 на години завршена е комплетната реконструкција на училиштето, имаме одлични услови за работа, имаме прекрасни ученици, имаме извонредни резултати како на планот на реализација на програмите во училиштето, така и на регионални, општински и државни надпревари и јас очекувам дека тој тренд ќе го задржи. Одбележувањето на патрониот празник продолжи со настап на учениците, членови на хорот и оркестарот, раководени од професор Тодор Филипов. Наградени беа и најдобрите ликовни и литературни творби, учесници на конкурсот по повод патрониот празник. Со настап на учениците, Основното училиште Раде Кратовче го одбележа патрониот празник. Наставници и ученици положија свежо цвеќе на бистата на патронот, а свечената академија се одржа во салата на Центарот за култура Бели Мугри. На свечената академија, што по повод патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче се одржа во салата на Центарот за култура Бели Мугри, настапија учениците од училиштето, членови на драмски, ликовни и музички секции. Први настапија учениците од хорот и оркестарот на училиштето, кои во последните 5 години освојуваат први и втори награди на републички надпревари, раководени под менторство на наставникот по музичко Дарко Ристов. Се представија со музичката точка хорот на евреите и ја излезе Ѓурѓо во изведба на ученичките Теја Стојановска и Глорија Велкова и неколку странски песни во изведба на училишниот оркестар. Присутните ги поздрави директорката на училиштето Гордана Манева, која што зборуваше за животот и делото на Раде Кратовче. На 23 март 1944 година во Кочани и Кочанско се проширила жалната вест. Лјупчо и Раде загинаа. Раде Кратовче и особовието и Лјупчо Сантов останаа во пасувите на особовието, крваво испишувајќи ја епопејата за нескршливоста на овој народ во борба на создавање на самостојна и независна Македонија. Огромната вредност на личноста и делото на Раде Михајлов Кратовче, историјата го обележа и со носење на неговото име на наши други училишта во Македонија. На академијата беше отпеана и химната на училиштето по текст и музика на музичкиот педагог Невенка Данилова и аранжман Сашко Велков, како и соработник Лазар Богатиновски, на кој Манева им додели благодарници и скромни подароци. Академијата продолжи со музички точки, ритмички и фолклорни. Учениците заедно со менеджерскиот тим положија и свежо цвеќе на бистата на патронот. Во Домот на културата Тоша Арсов во Виница в четврток ќе биде прикажана нова театарска премиера во изведба на Драмското студио.
Станува збор за драмскиот текст Тигар од американскиот автор Мари Шизгал, а во режија на Саша Нацевски од Скопје. Драмското студио при Домот на културата Тошо Арсов од Виница ги заврши подготовките за представата Тигарот, на која работеше во изминатиот период, и в четврток со почеток од 20 часот ќе биде прикажана низината премиерна изведба. На пресконференцијата што се одржа по тој повод беше речено дека се работи за текст од американскиот автор Мари Шизгал, кој обработува актуелна тема од современото општество, какво што е оттугивањето на човекот од средината во која живее. Особено че се задоволствам што го продолжуваме континуитетот на веќе професионална продукција на театарската сцена во Домот, како резултат на соработката со режисерот Саша Начевски, кому ова е веќе трета представа која работи на сцената на Домот на култура и на актерите од нашето драмско студио. Значи, представата е Тигарот, повеќе за неа ќе кажи режисерот. Значи, осаменост е она што ги врзува сите представи, а во оваа представа е мощно карактеристично што резултантата на таа осаменост е стигната до екстрем, каде што човекот се претвора во животно, како што кажува самиот наслов Тигарот, се претвора во тигар и е подготвен на сите можни реперкусии, на сите можни акции кои следуваат кога нели тигарот сака да се накрка, како што кажува и самиот текст. Во представата, која всушност е дуодрама, учествуваат младите актери Маријана Николова и Дамјан Павлов, за кои ова е нов предизвик пред виничката публика. Јас го играм женскиот лик Глорија и на почетокот беше тешко, додека да се сватат сите работи, додека да се истражат сите чувства, сите емоции кои што таа ги носи, меѓутоа е многу интересен лик. Текстот кажува и зборува за нешто што не тангира нас, особено младите. И процесот да ти од човечко битие станеш животно е нешто за кое што треба да се запрашаме сите зошто тоа се случува. По премиерата во Виница и планираната уште една репризна изведба. Во план е представата да се прикаже и во другите градови во државата, а веќе било договорено гостување во Демиркапија. Инаку, во договор со режисерот Нацевски, Домот на културата планира на отворањето на фестивалот in Виница Веритас да биде прикажана домашна комична представа, што ќе биде премиерно подготвена. Предавање на тема Ротаријанството и ние ќе се одржи на 28 март в понеделник во хотел-ресторан Александар парк во Виница, со почеток во 18 часот во организација на Ротари клубот Кочани Виница. Предавач ќе биде професор доктор Димитар Јуруковски. Ротари клубот Кочани Виница веќе трета година успешно обстојува и во него членуваат 27 истакнати граѓани од Кочани и Виница, кои под знакот на Ротари Интернационал имаат мисија да шират добра волја и помош за секого кому му е потребна. Во досегашното постојање успешно се спроведоа неколку хуманитарни акции и се помогна во делот на здравството, образованието, спортот и потребите на лица со посебни потреби. Мотото на Ротари, служба над собствените интереси, најдобро ја опишува филозофијата на несебичното волонтерско служење на членовите на Ротари клубовите ширум светот. Една од главните заложби на членовите на Ротари клубовите е и работа во служба кон заедницата, а ги опфаќа напорите што ги прават членовите на клубот за подобрување на квалитетот на животот на оние кои живеат во локалната заедница или општина. Предавањето на тема Ротаријанството и ние ќе се одржи на 28 март в понеделник во хотел-ресторан Александар парк во Виница со почеток во 18 часот. Истото е во организација на Ротари клубот Кочани Виница, а предавач ќе биде еден од првите ротаријанци, професор доктор Димитар Јуруковски. Целта е ротаријанството како една движечка хумана организација да допре до увото на секој граѓанин и да се прошири во секоја средина каде што луѓето живеат и работат. Следува спортската информација. И пионерската и екипата на помлади пионери на фудбал Старс од Кочани се поразени на гостувањето во Скопје против конкурентот за врвот на табелата екипата на Нью Старс.
Неуспехот на нашите момчиња им овозможи на скопјани да се изедначат според бројот на бодовите и да го делат првото место. Во надпреварите од 12-тото коло на Младинската фудбалска лига Североисточен регион, екипите на Фудбал Старс од Кочани останаа со празни раце. Тие гостуваа во Скопје против своите врсници од Нью Старс и се вратија поразени. Во категоријата помлади пионери, нашите момчиња имаат дерби надпревар со директниот конкурент за врвот на табелата и не успеаа да пружат посериозен отпор, па на крајот загубија со резултат 4:1. Со тоа, скопјани им се реваншираа на помладите пионери од Кочани, кои есента на домашен терен ги поразија со 3:1. Со претрпениот пораз, Фудбал Старс не успеа да освои бодови, односно остана на досегашните 33, со што му возможи на конкурентот Нью Старс да се изедначи и да го дели првото место. Нивните постари клубски колеги во пионерска категорија исто така не се прославија на гостувањето во Скопје. Во надпреварот со Нью Старс тие беа поразени со уште повисок резултат и остануваат на дното на табелата. Скопјани се покажаа како тврд орев за нашите пионери и ги поразија со 7:2. Неуспехот ги остава нашите момчиња на 7-то место со освоени само 5 бода. Толку во овие вести, следете на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.